64% од граѓаните сметаат дека главната цел на опозицијата е гола борба за власт, додека само 23,8% во тоа гледаат борба за слобода и демократија, покажува најновата анкета на Институтот Павел Шатев. Во однос на делувањето за време на протестите на опозицијата и Сорос и уништувањето кое се спроведува врз институциите и спомениците, дури 67% од испитаниците се сложуваат дека заради политички протести не може да се оправдува уништување и сквернавење на споменици. Вчера беа објавени и резултатите од анкетата кои се однесуваа на довербата на граѓаните кон ВМРО, ДПМН и кон СДСМ, како и кон лидерите Никола Груевски и Зоран Заев. На прашањето во кој политичар имате доверба, 30,8% од испитаниците доверба имаат кон Никола Груевски, додека 11,4% во Зоран Заев, што представува пад за 0,6%. Разлика има и во перцепцијата кон Заев, за кое негативно мислење изразиле 58,1%, што представува зголемување за 11,3% во период од непол месец. Во истиот период пак позитивниот став кон Груевски го искажале 53,7%, што е за 2,8% повеќе од претходната анкета. Вечер на полнок истекува рокот за поднесување листи на кандидати за предвремените парламентарни избори на 5 јуни. ДУИ и СДСМ најавија дека нема да поднесат листи за кандидати од ВМРО, ДПМН и ДП. За сега нема официјална информација дали и кога ќе поднесат листи. Откако ќе ги добие листите, Државната изборна комисија има 48 часа за да утврди согласност со одредбите на изборниот законник. Евентуалните недостатоци подносителите на листи ќе треба да ги отстранат исто така во рок од 48 часа. ДИК вчера го разгледа извештајот од регистарот на државјани од МВР, според кој бројот на лица со право на глас изнесува 1.958.844 лица. Министерот за надворешни работи Никола Поповски потврди дека германскиот специјален представник за Македонија, амбасадорот Јоханес Хајндл, утре ќе пристигне во Скопје, оценувајќи го тоа како позитивен сигнал од Берлин. Се работи за позитивен сигнал со самиот факт што Германија покажува интерес дека сака да биде подиректно вклучена во процесите кои се случуваат во нашиот поширок регион и конкретно во Република Македонија. Има најмалку две работи за кои Германија може да ни помогне. Првата се однесува на зацврстување на кредибилитетот на повеќе повторените ветувања за тоа дека Македонија има иднина во рамките на Европската Унија и мислам дека тоа е сигнал кој треба да го очекуваме од Берлин. И втората работа е сигналот дека постои интерес кај Германија да биде вклучена, со што де факто се испраќа и сигнал дека не сме оставени сами на себе во еден долг временски период, да имаме неизвестност околу можностите воопшто да се приближиме кон Европската Унија во услови во кои и самата Европска Унија е соочена со сопствени предизвици, рече Поповски, кој денеска се обрати на предавањето пред студентите од Виенската дипломатска академија во македонското МНР. Состојбата која настана по шпекулациите за девалвација на денарот деновиве се стабилизира, а се очекува таа да се врати во нормалните текови за 2 недели. Граѓаните во април од банките и штедилниците повлекле депозити во износ од 3,6 милијарди денари или 1,6% од вкупните депозити, а Народната банка интервенираше на девизниот пазар со 77 милиони евра, констатираа на седницата на Сдруженијето на банкарство при Стопанската комора на Македонија, на која присуствуваше и гувернерот на Народната банка Димитар Богов. Според гувернерот Богов, оваа ситуација беше реален стрес тест за банките, кои покажале дека можат да го издржат овој удар. Од почетокот на бегалската криза во 2015 година, германската разузнавачка агенција БКА примила 369 дојави за припадници на джихадистички организации или за луѓе што поддржуваат тероризам. Врз основа на дојавите се започнати 40 истраги против осомничени за членство во терористички организации или за подготовка на сериозен криминал. Со потенцијалните закани се согласува и владеачката Христијанско-демократска унија на канцеларката Меркел, чиј експерт за внатрешна безбедност Волфганг Бошбах предупредува на терористите кои влегуваат во земјата. Председателот на Европскиот парламент Мартин Шулц изјави денеска дека според него нема шанси за договор за безвизни патувања на турските граѓани во Европската Унија до јули. Шулц изјави дека Европскиот парламент безусловно нема да почне консултации во момент кога Анкара не исполнила услови за безвизен режим. Шулц смета дека Турција не исполнила 5 од 72 услова на Европската Унија. Не е прашање на количината, туку на квалитетот, а 2 од неопходните услови, законот за податоците и антитерористичкиот закон, очигледно не се исполнети, изјави Шулц.